Наредна лекција за која ќе зборуваме е плоштина на триаголник. На сликата е нацртан еден триаголник со страни со темиња А, Б, С и страни соодветно спроти темето А, стои страната А, Б и С. Тука се спуштени и висините, кон страната А е висината ХА, кон страната С е висината ХЦ и соодветно ХБ кон страната Б. Главно за сите триаголници важи општата формула каде што плоштината П е еднаква на полупроизводот од страната А и соодветната висина кон таа страна, или страната Б по ХБ или С по ХЦ. На следнава слика ќе ви објаснам зошто е тоа така, за да ја сватиме точно формулата за плоштина на триаголник. Значи, ќе нацртаме тука уште една слика, еден триаголник. Значи, тука страната А, тука е соодветно висината ХА на триаголникот. Секогаш рековме дека висината е под прав агол кон страната, соодветната страна. За да покажеме дека важи формулата П е еднакво на страната А по висината Х врз 2, ќе го докажеме преку следнава слика. Доколку ги продолжиме под прав агол овие страни на триаголникот, ќе добиеме еден правоаголник со страни А и Б, тоест Б страната е нашата висина Х. Од овој цртеж ќе заклучиме дека овој дел од триаголникот не е еднаков со овој дел на триаголникот. А додека овој дел е еднаков со овој дел. И сега заклучуваме дека плоштината на овој правоаголник П е еднакво на А по Х. Ама бидејќи имаме два дела исти, тоа значи дека оваа плоштина ќе ја одземеме за уште еден триаголник. Овој и овој дел. Значи ја делиме со 2 и добиваме плоштината на нашиот триаголник. И уште еднаш да нагласиме дека плоштината на триаголникот е секогаш на половина од неговиот образуван правоаголник. Ова е главна формула каде што секаде низ задачите ќе ја користиме за пресметување на плоштина на триаголник. Друг начин за прикажување на плоштина на триаголник е доколку знаеме некој од аглите на соодветната страна и темето што е образуван. Например, ако се познати две страни и аголот помеѓу нив, тогаш плоштината на триаголникот можеме да пресметаме по следната формула. Значи П еднакво на Б под С по синус алфа врз 2, соодветно А под С по синус од бета врз 2 и А по Б по синус од гама. Или тоа можеме да го докажеме со следниот цртеж. Еве да речеме за ако го знаеме аголот алфа и страните Б и С. На овој ќе се послужам со оваа слика, со овој триаголник. Од тука ќе ја нацртам висината Х. Ева висината Х, тоа е ХЦ, бидејќи кон страната С. И сега од тригонометриските функции за синус, да речеме, синус од аголот алфа, ќе го земам синус бидејќи преку него ја добиваме висината Х и страната Б. А ако земам косинус, овој дел не го знам, бидејќи косинус е на легнатата страна, а овој дел образуван од оваа теме до оваа точка не го знам. Затоа се служам со синус од алфа, бидејќи синусот од алфа ни е еднакво на спротивната страна, тоа е страната Х, и врз хипотенузата, во овој случај тоа е страната Б. Од плоштината за правоаголник, значи основната формула за плоштина, П е еднакво на страната С,
овој случај, по висината H врз 2. Од овдека висинава H ќе ја заменам во оваа формула за плоштина и само тука да запишам дека H еднакво на тука B, H еднакво на B по синус од аголот алфа. И сега ова го заменувам во оваа формула за H и добивам дека плоштината B е еднакво на C по B по синус од аголот алфа и врз 2. Значи, еве оваа формула е ова тука. Соодветно на тоа, зависи кој агол го знаеме. Ако го знаеме бета, ќе го пресметаме преку А и С. Ако го знаеме гама аголот, преку страните Б и А. Значи, тука на овој цртеж се прикажани плоштините на овој триаголник. Наредно, доколку ги знаеме сите три страни, а не ги знаеме аглите, тогаш можеме да се послужиме со друга формула за плоштина на триаголник, која што во овој случај се нарекува Херонова формула. Ова е од особено значење, бидејќи доколку ги знаеме страните А, Б и С, и радиусот на впишаната кружница R, радиусот на впишаната кружница R и плоштината на триаголникот се сврзани со следниве формули. Хероновата формула е следнава. P еднакво на квадратен корен од S, во заграда S минус A, по S минус B, по S минус C. S е средна вредност од страните А, Б и С, значи А плюс Б плюс С врз 2. И од тука лесно со незината замена во главната формула ќе ја добиеме плоштината на триаголникот. Исто така спомнав дека доколку ги знаеме радиусот R на впишана кружница и страните А, Б и С, тогаш можеме да пресметаме дека плоштината P на триаголникот е еднакво на R по S, или доколку го знаеме радиусот на опишаната кружница, тогаш плоштината P е еднакво, се пресметува последнава формула, А по Б по С врз 4R. Овие се изведени формули, доколку се заменат сите елементи во главнава формула, се добива се добиваат овие изведени формули за плоштина на триаголник.